Ајде. Ој, мајко. Ајде, касни малку. Ајде да земеш душа, да застанеш на нозе. Домакине, касни малку, те молам. Не сакам. Ама... Не сакам. Уф. Каста на мене змија за срце домакинки. Ни ми се јаде, ни ми се пие, ни ми се живее веќе вака. Мој мајко. Самиот, ако не си дадеш гајрет, нема кој да ти го даде. И немој да ме оставаш сама. Не зборувај вака. Мисли малку и на мене. Тоа ми е најголемата маката, макинки. Тоа ми е маката. Цел живот во сиромаштија живеевме и сега сиромаштија. Се што имавме за лекови и лекари дадовме. Ако умрам, во најголема сиромаштија ќе те оставам. Тоа ми е маката. Тоа. Не те пуштам да си одиш до макина. Не те пуштам додека не земам некоја пара. Ќе одам да работам. Ќе слугувам ако треба. Знам зашто ќе одиш да слугуваш. За ако умрам, ти имаш со што да ме погребаш. Така ли? Тоа е, нели? За умирачка не сакам да ми зборуваш. За илјачи еки ми можеш да ми зборуваш, ама за тоа другото остави го за други времења. Не сакам повеќе да те чујам за тоа да ми зборуваш. Ај да одам јас кај чорбаџине да побарам некоја работа да ми дадат, а? А ти, еве ќе ти го оставам јадењево, па да си каснеш. Да изедаш секога, ќе се вратам, се да има изедено. И уште да бараш, арно? Најарно ќе биде ти да ми го викнеш мене попо, за да се исповедам. Да не појдам горе кај Гормијан со душа полна греови. Попо, да ми го викнеш ти мене. Не можам попо да го викнам. И тој ќе бара да му се плати, а знаеш дека ни мангар немаме. Да земам некоја пара, па ти давај Богу душа кога веќе си наумил такво нешто. Ајде да одам јас. Ама си нашла кај кого да одиш и јарно да видиш. Од злоба и лошотилок тој самиот се мрази. Поарно ќе биде да не одиш. Џабе ќе одиш до макике, џабе. Вистина, арно велиш. Тој е многу лош, и скржав, и лаком. Ама Господ гледа и си ги реди работите. Ама затоа пак жена му е многу добра и жалостива е. Белким ќе ми најде некоја работа. Ќе се сожали на мојата мака. Па и самиот знаеш дека и порано не се доаѓала, нели така? Оди. Ако си решила да одиш, оди до макинки. И не бери гајле дека кога ќе се вратиш, нема да ме најдеш дома. Дај ми рак. Ајде до макинки. Оди до макинки и Господ нека е со те. Ајде, да најдам некоја работа. Ајде, да си каснеш. Не каснеш. Ајде. Добар ден, чорбаџике. Може ли да влезам? Лено, ти си? Јас. Леле ме прашува дали може да влезе. Влези. Добар ден. Добар ден, седни, Лено. Не можам да станам, ми се замрсили ова конциве, не можам да ги расправам. А убаво што дојде. Убаво ми се пие кафе. А да ти кажам сама, не ми се пие кафе. Прости ми што ќе ти го кажам ова, ама ти знаеш дека јас кај тебе не идам за кафе пиење. Оти така си мислам, не ми личи со тебе кафе да пијам.
Лено, кога јас тебе кафе не сум ти сварила? Леле, од мака не знам што зборувам, чорбаджике. Епа, ајке се напиеме кафе, ама јас ако го сварам. Во моја куќа ти кафе да ми вариш. Сакав да ти кажам... Се сетив. Тебе работа ти треба. Ми треба, многу работа ми треба. Јас дам чорбаджике дека ти си добра и дека ќе ми поможеш. Оти, еве и да нема работа, ти ќе ја измислиш за мене. На голема мака сум. Голема мака имам. Знам, сум чула. Се зборува по местово дека домаќинот ти бил многу болен. Многу е болен. Толку многу е болен што не сака ни да јаде кутриот. Ке си почине човекот, а јас немам закопот со што да го платам. Срамови, живи срамови од луѓето. Па ета си реков да дојдам да те замолам, да ми дадеш некоја работа. Да поработам некој ден и да земам некоја пара за не дај Боже. За тоа не треба работа да се измислува. Работа има во куќева, секогаш има работа. Да се истресе, џамој да се забриша, да се подиспере, а јас не можам, веќе стара сум. Има работа, не бери гајле. Фала ти многу, чорбаджике. Многу ти фала. Господ здравие да ти дава и убајни да ти реди. Епа, да започнеме со работа. Ајде, ќе започнеш со тоа што прво кафето ќе го свариш и да го испиеш. Ајде, ќе одам да го сварам. Ајде. Да, држи. Многу пари се за оваа работа, ама не можам весь ден да те слушам. Дај тропојќе, малку и даваш, де вака било... Ако се многу пари, чорбаджи, јас ќе доработам. Ама сега имам голема ихтиза и домаќинот ми е многу болен и не дај Боже... Добро, немој да ми зборуваш такви работи. И јас имам гајлиња. Ти знаеш ли колку болно има во Дунјава, а? На сите треба јас да мислам. Ајде, оди се. Оди, а за париве, утре ќе дојдеш да доработиш. Ќе дојдам, утре ќе доработам. Ајде, останете со здрави. Ајде, со здрави. Зошто вака и правиш домаќине? Како? Зошто ја срами женава? Умре од срамо и кутрата. Мака си има. Мака си мала. А шо јас немам мака? Од тебе имам најголема мака што ми прибираш вакви луѓе дома. Вакви луѓе дома? Барем за неа немој вака да зборуваш. Од малечка ја знаеме. И не ги украде. Си ги заработи. Доста бе, доста ломотиш. Дај ми го палтото, ајде. Сега ќе одам надучен. Ако ме бара некој така ќе кажеш, а сетнем полеко. А сетнем ќе одам до чифлик. И ручекот на време. Знам. Кога не бил на време? Не, убаво си рекол народот. Лошото никогаш не иде само. Само тебе те чекав на макава. Сега ли најде да доаѓаш за данокот?
Сега ли кога немам вода во очиве? Сега ли кога не знам што уште ќе ме снајде во животот? Абе, шо народ ке бевте, бе? Шо луѓе ке бевте? Секаде кај шо влегов досега, се истите работи ми кажуваат, се немам, се почекај ме, аман, ми не можам работата да си ја завршам, и јас имам душа, не можам постопати да доаѓам кај вас. Ајде, плаќај, како шо е во тефтерот, треба да ми платиш. Еве, ова е се што имам. Дај. Земи ги, а јас да се вратам, да земам назаем. Чекај, прво да запишам. Ти си дала. Тука си. Ете така. Ама, овде пишува 4, ти 5 ми даде. Еве ти, едно паре назаем. Усур. Ами, ова што ми останало е исто како ништо да не останало. Еми сега, тоа е. Ајде, остани со здравје. Боже, мајко, си отиде домакинот, си отиде. Кутриот тој. Седи. И шо мислиш ти, Лено, дека ние сега треба да ти поверуваме тебе се во што не го кажа? И како баш денеска да се погоди да помине порезникот и да те начека во дворот? Како? Зошто бе, домакине, вака ја срамиш жена? Сите во местово знаеме дека денеска, ночникот помина од куќа на куќа. Ама јас не ќе дојдев да се срамам ако не ми умреше домакинот. Еве, лепи сол ке јадев, ке работев, ке земав некоја пара, ама сега ми е многу голема маката. Еве и сега да работам, ке помине времето, а домакинот не може умрен да чека. Па затоа дојдов да те помолам, чорбаджи, да ми дадеш за погребнина и да го платам сандакот и за попот да имам, а за раздавачка ке почека. Добро. Еве, ќе ти дадам еден алтан. 2 да вратиш. Сполајте, чорбаджи, сполајте. Така ќе биде. Како ќе кажеш, така ќе биде. Не е моје да преправам, зашто дојдена сум, мака имам голема, а дојдена сум да молам. Да одам сега кај попот, да го викнам и да се го испратам до мајкинот. Ајде. Оди со лес на Сполајте, чорбаджи. Еве, ова се сите пари што ги имам, попе. Ако се доста, арно. А ако не, ќе ме почекаш. Си отиде кутриот без да се исповеда, зашто немавме со што да платиме. Не требало да се страмиш. Требало веднаш да дојдеш. А пари, бе, вистина за малку се за оваа работа. Ама ти да си жива и здрава, кај да е, ќе те причекам, ќе спечелиш, ќе заработиш нешто, ќе ми донесиш пари. Ми олесна на целата мака што ми кажа дека ќе ме почекаш. Жив срам ме изеде, попе. Жив срам. Долго време лежеше болен и се што имавме, поарчивме. Ти реков, не требало да се срамиш. Туку ајде сега оди си дома, приготви си го домакинот за вечниот дом, а јас кај да е, за скоро време ќе дојдам. Фала ти, попе. Фала ти, многу ти фала. Со здравје. Ајде, оди ми со здравје. Фала ти, попе.
мако моја голема. Домакин, зошто ме остави сама? И без домакин, и без пари. Каде да најдам сега пари, да му ги вратам на чорбаджијата? И тоа не еден, туку 2 алтани. А ако се забавам со враќањето, може и 3 ќе ми баране на ситникот. Каде да најдам сега работа? Што да правам? Што да продадам? Кога ништо немам за продавање. Имам една нива, ама и без неа ли да останам? Така ќе направам. Ќе ја продадам нивата и ќе се стора маргат. Не плачи мач на душа. Кој ми зборува? Не ти се присторува. Јас ти зборувам. Јас што ги гледам сите маки на луѓево на земјава. Те видов како се мачиш. Дојдов да ти помогнам. Леле, сум се поместила од умот. Господи, Господи, не давај ми да збудалям. Те молам, Господи. Смири се. Смири се. Пружи ја раката да примиш милост во неа. Фала ти. Господи, Господи, ти ли беше? Или така ми се престорува? Или сум се поместила од умот? Мора да беше тој. Вакви чуда не прави било кој. Или пак некој беше испратен од него. Фала ти, Господи. Фала ти, сејмоќен Господи, што ми ја направи добринава. Да одам сега кај чорбаджијата и да му ги вратам парите. Ајде, бе, жена. Еве, ајде. Еве го, кафето е готово. Да се напиеме по едно кафе. Колку пати сум се напила кајавја с кафе, ама ова со мерак ќе си го испија. Ето така, оти прв пат идам нешто да не земам, туку да дадам. Што? Епа, дојдов да ги вратам парите што ми ги даде чорбаджи Денко. Да. Чекај, полека, Морилено, многу брго ми ги враќаш. Јас се си мислев, че помини година дена. А ти за 2 дена ми ги враќаш. Слушај, нели се договоривме дека треба 2 алтана да ми враќаш? Така беше, 2 рековме и така ќе биде. Еве, 1, еве, 2. Ајде, чорбаджи Денко. Сполајте. Здравје да имаш, оти ме спаси од голема мака. Господ да ти дава, секогаш да даваш. Епа, ајде сега да се напиеме. Ајде, на рад едно кафе. На убаво. Ги врати, а? Ги вратив? Абе, Лено. Абе, Кажи, чорбаджи. да те прашам нешто. Ако прашај. Од кај ти се парите? До пред 3 дена немаше, што се вели, со што да го закопаш домаќинот, а сега гледаме полна рака златници. Од каде? Па, не знам како да ви кажам и дали да ви кажам. Ако не, нека... Ама не е за верување. Не е за верување. Не. А да ви кажам и мене некој да ми го кажеш ова, немаше да му поверувам. Не, немаше да му Наши сме поверувам. си сега, кажи. Ама еве што да правам, надве сум со умот, дали да кажам или па никому да не кажам. Ама како никому да не... Немој така. Кога почна да кажуваш, Ние кладе чиријата сега. Да, ама... Кажи, Не знам да... Абе, не се Ама,
не можам да издржам, не можам. Морам некому да кажам. Ајде, кажи. А поарно е вам да ви кажам, оти мислам дека нема да се играте мајтап со мене, нели? Не. Ама, ајде, кажи, Лено, не можам веќе да издржам. Кажи, од каде, Алтане се тоа, не? Да, Арно вели тоа. Не, не можам да истрајам, ама да ве помолам. Никому да не кажу. Никому. Ајде, сркни прво каплице и... Да сркнам, Сркни. Собере душе. Ако е... Еве, ќе ви кажа. Вака беше. Кажи. Вака беше. Си го испратив домаќинот, што си го испратив. Лесна нека му е земја. Да, лесна нека му е земја. Си појдов дома и си почнав да си плачам. Да си плачам од мака за домаќинот што ми одиде, што ме остави сама. Си плачав. И си плачав и за сиромаштијата. И од каде си велам, леле, каде ќе најдам пари сега да ги вратам? Немам од каде да најдам. И така, како што си плачав јас, и наеднаш глас. Ми се јави некој глас. Машки или женски? Машки? Машки глас. И си велам, леле, од каде дојде сега овој глас? И што вели? Вели, гласот ми вели, оти знаел за мојата мака и ми рече да не тагувам, оти ќе ме спасил од сиромаштија. И така ми зборуваше, и додека ми зборуваше, наеднаш во ракава златници. Ми паднаа златници. Леле. И каде сега? И чекај сега. Чиј беше тој глас? Од каде? Кој рече дека е? Кој беше? Гласот. Господ. Ми рече, оти бил Господ. О, Боже, спасајте. Така ми рече. Сакате верувајте, сакате не верувајте. Сега, ако ме прашаш мене, не... Не, како за Господ сам? Лено, не е за верување. Ама така ми рече луѓе, така ми рече сега. Ти рече дека е Господ? Ми рече. Дека е Господ. Ми рече Господ дека е. И, леле, немојте никому да кажувате за ова. Оти не токму ќе ме направат на светот. Никому. Лено, ни Бог. Гајле да не. Да си одам сега и... Го кажа овде, Лено. И да не кажеш гајле. Го кажа си кажа. Како никому да не си кажала. Така, не е за кажување работата. Ајде. Како не, Господ, драпај си ме од мене, најде да ме мавтосува. Море, ќе си го види таа Господ кој ќе дојдам среде ноќе. Еве, домаќине, вода да се напиеш, и јас да се напиjem, и шеќер ќе донесам, зашто се шекнам под ова што ми го кажа. Вода, чекам, режераме, шо е на ова, бе? Вова се мрднала од умот, бе? Се поместила од маката шо има? Шо мисли таа дека ние сме будали? Дека ќе поверуваме во оваа приказната за Господ? Шо мисли таа? Не е за А не. Не е за верување. Не ми се верува дека ова нешто е вистина. Од друга страна, парите вистински беа. Абе ги има најдено во везба, бе, скриени од кој знае кој дедо, бе. Ама, морам да дознам, да мислам од кај се алтаните, бе. И сега не можам јас да поверувам во таа приказната за Господ, морежено. Со Господ нема друга работа? Да шета од куќа на куќа, да дели алтани? Не е за верување. Не е за верување. Морам да најдам... Ама... Морам да дознам некако. Од кај се алтани? Зошто да дознаваш, домаќине? Ај, остави ја жената на рад, нека поживее. Еднаш на рад, доста е на цел живот, работа, маки, слугување, сиромаштија. Остави ја. Доста, мори, не можам да издржам, морам да дознам. Ама слушай, да не ги има земено од кај нас, се мутка тука... Сега си ја грешиш душата. Ја знаеш, цел живот ја знаеш, од честна, почесна. Остај ти таа работа, сиромав човек, жив ѓавол. Маката човек го тера на се. Слушай сега, јас сега ќе одам да прошетам малку, да помислам, што ќе правам? Морам да дознам од кај се алтаните. Да ја оставиш? Не.
Не, Да ја никако. оставиш на рад, жена. Не. Ќе одам, брву ќе се вратам, а ти ручекот да го ставиш. Че го става? Ајде. Че го ставам, ама неубаво правиш. Абе, како? Неубаво, ни верува, ни кажа, а тој... Отвори, жено! Жено, моли, отвори! Кој си ти што тропаш вака ноќе? Ме прати Господ и ми рече да ги вратиш парите. Тие што си ги дала, ба тие што ти остана, да ги вратиш. Ке ги вратам. Ајде. Леле, мори, мајко, мори, леле, Ајде. ке ги вратам. Побрзај, моли, кај се алтаните? Еве, идам. Еве. Дај. Еве, земи ги. Јас не сакав, ама тој ми рече дека не сакав да ги... Доста. Ајде, Да ги земам. оди, легни си, ајде. Ајде. Ете ти го Господ твој. Ако те сака, ќе ти даде други алтани. Што е ова белја работа, бе, не можам да симнам кожава. Абе, колко да се залепила за мене, бе. Ај, керата, бе, што ќе е ова? Абе, Ич, не обидувај се да ја симнеш. Ова ти е казна од мене, затоа што и го направи на сиромашката жена. Од сега ќе те викаат чорбаджијата Овен. Ќе бидеш срам за место. Аман, дедо Боже, немој да ми го правиш ова, ама не ме порно да се отепам од куј да живеа вака со кожава. Немој, голем сраме. Абе, еве ти се клонам, дедо Боже, никогаш поќе нема да грешам. Еве, само прости ме, аман, куртули ме од кожава, аман, милост, прости ме. Ако сакаш да ти простам, да ги вратиш парите на жената и уште толку од тебе да дадеш. Разбра? Не толку, уште 3 пати по толку ќе дадам, дедо Боже. Само куртули ме од кожава и од срамот. Аман. Така да направиш. И внимавај што правиш. Јас се гледам од озгора. Не, така ќе направам, дедо Боже. Само така и никако поинаку. Ај, што ми требаше ова работа, бе, главо буко. Ај, жено, отвори, Жено, отвори. Ама пак ти? Преге ќе ме умраш од страв, сега пак ми доаѓаш. Кажи му на дедо Господ, оти немам повеќе ништо. Сите пари ги вратив и на даночникот, и на чорбаджијата, и на попот. Ништо не ми остана. Мори, жено, не дојдов за тоа. Дојдов да ти ги вратам твоите пари и да ти дадам уште 3 пати по толку. Дај, земи ги, на. Ајде. Да ги земам, ама... Чек. Ама немој утре пак да доаѓаш. Немој пак да доаѓаш, од да ме вадиш. Среде ноќ. Чекай уште едно пак. Не бери гајле. Немој пак да ми ги бараш. Абе, нема поќе да ме видиш, ајде. Отидов ја. Сполајте, дедо Боже, сполајте. Јас мислев оти нешто сум ти сгрешила, па затоа ми ги зеде париве. Фала ти многу, дедо Боже, фала ти. Леле, имало куртул. Се спасив. Скапо го платив мојот куртул, ама се спасив. Леле, да бегам одовде, што побргу да не ме види некој. 300 муабети може да ми излезат.